Дојдовте во новата сезона на Надкаст. Јас сум Љупчо Светановски. Имам чест новата сезона да ја отворам со Марија Андоновска, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, директор на Институтот за јавно здравје. Добре дојде. Добре ве најдов и ви благодарам на поканата. Ви посакувам успешна сезона. Благодарам. Не се сомневам дека вака со почетокот и ќе ја направиме, но еве кампањата ни е во полн ек. Имаме многу кандидати, многу листи, но еве директно зошто вашите кандидати и листи се подобри и зошто тие би биле вистинскиот избор за граѓаните? Да, како што споменавте, сите изборни процеси имаат посебна специфика. Локалните избори посебно, од причина што секогаш има многу кандидати, многу листи, независни кандидати, нели освен овие што ги поддржуваат партиите, има многу независни листи. Тоа е она што прави разлика од останатите изборни процеси, како што би бил парламентарни избори или пак председателски избори. Овој пат се работи за навистина локалните избори имаат таа специфика. Зошто нашите се најдобри кандидати? Мислам, одговорот е многу јасен и многу очигледен, недвосмислен, тоа што ние покажавме дел. Во изминатиот период, последните 4 години, ВМРО ДПМН и коалицијата имаше 42 градоначалници и можам слободно да кажам дека во овој период се направи разлика во споредба со претходниот период, нели, претходните градоначалници, некои што биле пред нив, може да се направи разлика единствено по делата и по начинот на кој што овие наши градоначалници функционираат овие 4 години. Секако не ги затекна, повеќето од нив не ги затекна општините во добра кондиција, во добра состојба. Централната власт, знаете дека до пред година дена не беше некаква поддршка за ниту за државата, ниту за другите институции, а уште помалку за локалната власт. И во едни такви тешки услови, во едни распаднати општини кои што ги наследија, тие за овие 4 години покажа дека може да се работи честно, посветено и одговорно само во интерес на граѓаните, спроведувајќи ги во најголем дел програмските определби со кои што излегоа пред 4 години и многу јасно во секоја општина може да се види разлика што е она што било претходно правено или не правено во конкретни случаи и што е она што се направи и тоа во такви тешки услови овие 4 години. А дополнително на тоа што овие 4 години, освен што може да се види по делата и по реализираните програми на градоначалниците на ВМРО ДПМН и коалицијата, разликата се прави не само во нивното делување, туку и во немањето на афери и скандали, кои што знаеме. Преседан е ова позитивен, да, за жал. И тоа, пазите, не се работи за евен месец дена, година дена, па еве издржале во тој период, нема скандал. Ако се работи за едно целосен исполнување на целосниот мандат, значи се работи за 4 години. Значи за 4 години не можете да издржите, ако по природа сте поинакви, да не направите ниту еден скандал. Тоа е еден добар показател дека ВМРО ДПМН претходно има направено добра анализа на своите предлог кандидати кои што и тогаш ги имам предложено, дека тоа се навистина вистинските луѓе, заради тоа што покажале дека може поинаку да се работи. Впрочем, и тоа е целта. Исто така и овој пат ВМРО ДПМН и коалицијата имаше сериозна анализа на кандидатите. Во најголем дел се даде можност на веќе постоечките. Кој беше баш што би рекле фотороботот на кандидат за градоначалник на ВМРО ДПМН? Што требаше да биде основата да ја исполнува? Да, поголемиот дел се и од претходното покажаа дека ги бива едноставно, но еве и за останатите, што беше она што е одлучувачко за да тие бидат вистинските кандидати, токму ова избраните. Што зборувам сега, значи нивната честност, нивната посветеност и нивната исполнителност. Мора веќе да покажеме дека ова е таа генерација која што нема друг избор. Значи мора еднаш да има генерација која што ќе го понесе товарот. Кој што ќе го заборавиме практично оној начин на делување што бил пракса во минатото, како до а тоа е работење само за себе, за личните интереси на оние кои што се поставени на позициите, во конкретниот случај градоначалници, туку еден сосема поинаков начин на работа, а тоа е дека градоначалникот и било кој што е поставен на некаква функција треба да работи исклучиво за граѓаните. Знам како
што е она што се бара, еве конкретно јас сум сега во моментов актуелен директор на институтот. Нашето раководство, председателот, премиерот, пред да ти даде некаква доверба, самиот тој ти вели дека овој пат мора да биде поинаку, дали ти си подготвен да работиш само во интерес на граѓаните, да, тоа се повлекува некои работи кои што едноставно треба да се откажеш дури од дел од својата приватност, од своето приватно време кое што го имаш, но треба да бидеш посветен. Истиот тој принцип на работа беше побаран и од градоначалниците, дека да, вие бевте оние кои што се нели од претходниот мандат, до сега сме задоволни, сега очекуваме не само да го задржите тоа што до сега го правевте, туку уште повеќе да ги засилите, да ги интензивирате вашите делување на терен и да работите исклучиво во насока на подобрување на условите во кои што живеат граѓаните. Дали сте вие подготвени за тоа? Сите оние кои што беа подготвени за тоа, добија повторно доверба, добија повторно шанса и јас не се сомневам дека ќе добијат и поддршката од граѓаните. За разлика од некои други ги фатија на повеќе пати дека препишуваат, да не речам, дури и слоганите честопати на опозицијата сегашна и кога беа на власт беа крадени, не па програмите, и сега у нас од домот има некои си за жал и усташки реминисценции на назад, но еве како и да е, не дека им одговара домот повеќе хациенда и сено. Еве вие правевте програма, ти учествуваше и директно учествуваш и во процесот и сега, нели? Како ја правевте програмата? Не ја препишавте, предпоставувам, но да колку граѓаните има улога во она што е срочено на хартија, колку нивниот глас, нивните проблеми, односно директниот контакт, она што исто така не достига кај другата страна, работата на терен и контактот со народот и граѓаните. Колку тоа имаше импакт врз програмата? Пака се пред да ви одговорам на прашањето, ќе се вратам на слоганот за домот што го споменаваме. Знаеме дека Социјалдемократскиот сојуз има еден слоган кој што малку според мене лично е двосмислен. Дали кога зборуваат за домот, зборуваат само за повторно за нивните лични интереси, нивниот личен дом или по дом спаѓа нешто друго, тоа што треба да спаѓа. Така, дуалистички, да. Да, а во однос на нашата програма, секако се направи анализа што од досега предвиденото, тоа што досега од претходните програми е реализирано. И некаде имавме ситуации каде што не само што е во целост реализирана претходната програма, туку има уште една програма која што воопшто не била ни ветена, но и исполнета од причина што тоа што е веќе предвидено во она предизборна програма е целосно реализирано. Принципот на кој што ги правевме програмите потекнува од самите граѓани. Че имаше период од неколку месеци каде што на повеќе јавни пунктови, места и во сите општински комитети, во сите простории со кои што располагаат нашите општински комитети и каде што сметавме дека отворивме и освен во овие простори отворивме и јавни пунктови и одевме исто така на терен кај граѓаните од врата на врата собирајќи ги идеи. Практично програмата е правена врз база на нивните идеи и врз база на нивните реални потреби. Можеби до вчера тие имале едни и сме ги ставиле во претходната програма. Гледаме дел од тоа што е реализирано со текот на времето, нели? Изминале 4 години, самиот начин на живот овозможува, тоест носи нови и нови потреби кај граѓаните. На тој начин ја направивме програмата. Значи, сите наши програми во сите градови, во сите општини се правени само од по иницијатива на реалните потреби што ги имаат граѓаните. Сите тие идеи, но од друга страна, што се процени дека се не само реални, туку и дека имаме можност и капацитети истите да бидат реализирани. Она што не бевме во можност во моментот да потврдиме со 100% сигурност дека да, ова можеме, тоа не е ставено во програмата, заради тоа што, како што спомена, овој пат мора да има поинакво однесување. Ставено е она што знаеме дека 100% ќе биде исполнето и ќе можеме да го реализираме за граѓаните. Од друга страна, не значи дека она што не сме го ставиле, нема да биде исполнето. Дури и она што го нема во програмите, јас лично очекувам дека ќе биде ставено во програмите, но бидејќи можеби е потешко на некој начин да се исполни, во овој момент се проценило дека ветувањата се овие, кои што ние ветуваме, дека сигурно ќе ги исполниме, но не значи дека
нема да ги исполниме и оние останатите кои што не се вградени во нашата програма. Ја искрено верувам дека повторно ќе бидат реализирани програмите, дека и оние проблеми кои што ќе излегуваат на дневно ниво, дека ќе можат да бидат и тие на некој начин решени од страна на оние кои што ќе бидат избрани за градоначалници од страна на ВМРО-ДПМН и коалицијата. Пред да поминеме на анкетите и резултатите кои што се поразителни за некого, ги спомнавме СДСМ и нивниот слоган. И ај што нели се борат против конфискацијата законска на некои украдени имоти, така испаѓа она втората смисла нели на слоганот, но наместо програмата која што нешто имаат напишано, верувам Ресавска школа дека и тоа, но главен столб на нивната кампања е Европската унија и дека нели црвените линии на Филипче кои што ги извади, кои што и не се така црвени, нели е малку бесмислено. Еве ви одите со програма на секој град, село, улицата, нели каде што треба, како треба, сум ги слушали кандидатите ваши. Кај нив малку приказката е центрирана, сконцентрирана на овие не може да не внесат во Европската унија и треба да ги прифатиме бугарските нели диктати, но ние имаме црвени линии. Фокусирањето на Европска унија на локални избори, како најбесмисленото нешто во светот, наспрема реалноста зборуваме за улички, светла, за канализации, за водоводи, за паркови, за сообраќајна инфраструктура, за многу ефекти и потреби кои што не се во таа програма или можеби ги пишале, но еве нивната фокусираност на Европската унија како дефокусот реалноста во Македонија. Јас мислам дека сето тоа го прават од причина што знаат дека граѓаните дека се прочитани кај граѓаните. Ја знаат дека не оставиле простор за да можат да зборуваат за нешто конкретно, не оставиле простор за да можат да зборуваат за дела. Како ќе зборуваат за дела кога имале можност и не така, мислам, свежени се сеќавањата до скоро беа тие. И знаеме во каква состојба ја оставија државата, во каква состојба ги оставија сите институции. Како сега тие истите да кажат, а со истите од впрочем луѓе кои што се немаат променето, то се истите луѓе кои што до вчера ги водеа институциите. Најголем дел од пратениците им се поранешни министри, за да имаат имунитет и да не ги затворат. Добро, апсолутно. Тие причини граѓаните многу добро памтат дека тие не оставија дел. Напротив, оставија еден голем пустош. Што да понудат сега тие? Сега што им останува во таа безидејност, во тој очај во кој што се наоѓаат во моментов, а веројатно ги знаат и резултатите кои што ќе имаат, се обидуваат колку толку да соберат правејќи еден дефокус. Но и овој дефокус е комплетно неиздржан, бидејќи и тука ги памтиме нивните црвени линии. Кои беа нивните црвени линии? Сите промени што ги направија на штета на државата, па сега тие истите ќе ни зборат за црвени линии. Сам многу не би сакала ни да продолжам да дискутираме, мислам дека не само на мене, туку на сите граѓани им е јасно што значи сето ово. Ги негираат и анкетите, меѓу другото, анкетите пак се поразителни за нив. Може слободно да се каже дека сте супериорни на терен. 4-1 е, мислам, една од најмалите разлики, но во Скопје таа е стандардна некоја големина на сооднос од 4 до 5-1 наспрема нели кандидатот на ВМРО-ДПМН наспрема СДСМ. Зборуваме од почнувајќи од Орце Ѓорѓиевски па натаму на останатите скопски градоначалници. Дали ова што го правате обид да ја намалва таа разлика и можат ли да ја намалва таа разлика, бидејќи од она што го слушам и некои интерни анкети, разликите се уште поголеми на многу места. Веќе ги спомнавте анкетите. Анкетите практично што ги имаме ние значат дека граѓаните ја процениле разликата и даваат поддршка на она што ВМРО-ДПМН и коалицијата го сработило во оваа година, но и во изминатите 4 години каде што сме имале градоначалници. Токму од тие причини овие бројки се толку многу високи. Како што споменавте, најмалата разлика е 4:1. Во некои места достигнува многу повеќе од сето тоа. Како што ние ги знаеме анкетите, така ги знаат и останатите, така да ги знае и Социјалдемократскиот сојуз анкетите. Но, знаете, што тие да речат во една ваква ситуација? Дури оние што ги имаат гласови би ги изгубиле, како што и го губат од ден на ден се повеќе членството и поддржувачите.
мора да кажат и тие нешто така да разбирливо е тоа дека ќе ги негираат анкетите, како да ги мотивираат своите членови, дури оние на активните, да излезат и да сработат нешто кога бројките се онакви какви што се во реалноста. Така да, од тие причини тие секако мора да го зборуваат ова што го зборуваат сега, иако и на нив им е кристално јасно што ги очекува на овие избори. Дали под притисок на анкетите се случува она што се случува во моментот во Македонија? Вие терате позитивна кампања за промена од некого. Најцрното што излегува од ВМРО ДПМН е она што е враќањето на оние црнила што ги нафрлаат во СДСМ, па мора да им се одговори, нели? Но имаме, според моето искуство, 26 години во Фелова, следиме избори и се, ваква црна кампања досега, особено за локални избори, немало. Зборуваме за Филипче кој што вчера токму тврдеше дека ВМРО ДПМН ќе ги труе Скопјани само за да остане на власт. Апасиев или Апашлиев го нарекува Небадијала, зборуваше за фекали, тоа веќе е подрум на дното. Али Ахмети ги воскресна орлињата, ќе оди на протести во Тирана, ќе го жртвувал последниот ден, Филипче вади црвени линии, при тоа вадат и лажни анкети. Имаме лаги за Тошковски дека починатата Росица му пишала. Имаме на секој втор допис од СДСМ, некоја си лагал, најчесто и тешка лага, лажни вести, она. Дали тоа е одраз на притисокот на тие 4-1, 5-1, некаде знам и 9-1 дека оди може би работат? Токму така. И ќе се надоврзаме на сето оно што го говоревме пред малку. Практично таа нивна безидејност, тоа е нивно непокажување на резултати во минатото и не само непокажување на резултати, туку сите оние негативности што тие ги правеле во минатото, како што споменав, на сите им е кристално јасно што можат овие да понудат. Тие настапуваат практично со истите луѓе кои што до вчера ги правеа овие работи кои што се најнегативно прифатени од граѓаните. И во една таква безидејност, тие нема друг излез и оцениле дека можеби со овој начин, со црната кампања, со измислиците, со лагите и со сето она што тие го прават како најцрни сценарија, ќе можат барем малку од малку да спасат нешто, да не останат на нула. Пошто како што изгледаат резултативе, можат и на нула да останат. Имаше еден градоначалник нивни актуелен од Струмица кој што посака да имаат барем еден градоначалник, еден поранешен нивни заменик министер за економија Колемишевски рече дека многу веројатно е да не добијат ниту еден, тоа се луѓе од нивните редови, не зборуваме за луѓе од ВМРО, така што очебино премногу е јасна сликата, нели, на она што следува. Токму така, проценките се дека тие може да освојат од 0 максимум до 5-6 градоначалници. Ама ова е максимум, кога зборам максимум, значи може да биде и 3, и 2, ама може да биде и 0. Може да биде и 5, ама може да биде и 0. Искрено, и јас посакувам да освојат, за да можеме да имаме една атмосфера каде што ќе може и понатака да се прави некаква споредба, кој работи, а кој не работи. Инаку победата е многу очигледна, а победата, кога би ја дефинирале што би значило победа за нас, тоа значи споредба со локалните избори во 2021 година, тоа е со бројот победа. Значи, кој освои повеќе градоначалници, тој е и победникот. Но повторно потенцирам споредбено со локалните избори. Бидејќи, како што кажав на почетокот, не можете вие да правите споредба помеѓу локални избори и парламентарни или локални и председателски, кога знаеме дека имаат сите овие изборни процеси имаат своја посебна специфика. Рековме зошто се поспецифични локалните избори, така да победата би значила само споредба со 2021 со оние резултати кои што биле во таа година, а победник е оној кој што ќе собере најповеќе, тоест ќе освои најповеќе градоначалници и ние веруваме дека ќе надминеме бројката од 42 градоначалници. Овој пат ќе имаме историска победа на локалните избори со најповеќе освоени градоначалници на било кои одржани локални избори. Што ќе значи оваа победа
која што се надзира, нели, да не речам се гледа од авион, можеби од Марс, но што ќе значи за вас како партија, за Македонија и дали очекуваш од друга страна она што ќе се случи, кое што е исто така многу јасно веќе, поразот на СДСМ, дали очекуваш таму одговорност некој да преземе, дали еве повторно ќе се вратиме на оној оча и црна кампања, тоа се должи на нечи уплав од резултатите кои што следуваат, па сега со дрва и камења ќе прават работи кои што не треба и не смеат да ги прават само за да не дојдат во ситуација да одговараат. Секој ден председателот на СДСМ го избегнува прашањето дали ќе даде оставка, новинарите прашуваат, тој врда, тие околу него гавазите исто го вадат од слушајот, мора да одат некаде сите тие работи. Очекуваш ли таму одговорност, но и од друга страна, како што прашав, што ќе значи ова и за ВМРО и за Македонија една поголема, поконкретна победа на локалните избори? Видете, многу разбирливо е дека некој што ќе се соочи со ваков пораз, како што сега ќе се соочи Социјалдемократскиот сојуз, очекувањата се дека претпоставувам, ако сакаат нешто да постигнат во иднината, дека мора да има некакви реформи во нивните внатрепартиски поставености и делување, но тоа е нивна внатрепартиска работа. Ние би сакале искрено да имаме една опозиција која што ќе биде малку посилна и поконструктивна и луѓе кои што исто така ќе можат да допринесат со своите идеи и предлози во интерес на целокупната држава, без разлика дали се опозиција или не. Тоа е она што ние би го посакувале и тоа е нешто нормално што било кој треба да го посакува. Или не би посакувале нешто спротивно на тоа. Не е добро за никого. Ниту како нас, за партија која што е на власт, ниту пак за граѓаните е добро да се има таква една опозиција со едни такви луѓе кои што во меѓувреме не покажуваат никаква идеја, ниту имаат некаква препорака и визија што со државата и што со ќе ве коригира, но не да шири лажни вести, така. Секако, од друга страна, ви треба коректор, а не точно така, тоа е затоа и го зборувам. Го зборувам дека ни треба коректор во насока да ги насочиме работите онаму каде што навистина треба да бидат. Но тоа не значи дека таа нивна безидејност треба да прави такви црни сценарија, да креира лаги, уште повеќе губат во очите на граѓаните. Бидејќи таа немоќ се гледа. Овие лаги не им поменуваат. Бидејќи не ги кажува некој на кој што луѓето му веруваат. Повторно ќе кажам, мислам дека на некои луѓе тоа им е јасно. И сега ќе се навратам на она што ми беше почеток на прашањето, а тоа е што би значило за нас оваа победа. Оваа победа ќе значи одговорност. Од самите нас. Сите оние што ја добиваат довербата, сме докажале многу пати до сега дека практично тоа значи одговорност. Ние треба да вратиме за таа доверба што ќе ни биде дадена. А ќе се врати само на еден начин, со реализација на веќе понудените проекти и со да продолжиме со честна, со одговорна и со транспарентна работа. Тоа е тоа што за нас би значило оваа победа. Дали од тоа што го гледаме на терен може да очекуваме дека во голем дел од општините работата ќе се заврши во првиот круг? Многу очигледно е дека во повеќе од општините работата ќе се заврши во првиот круг. Дајќи ги анкетите и не само анкетите, туку почувствувајќи целата атмосфера на терен, бидејќи нели повеќето од нас ова го прават повеќе години, можеме да направиме разлика и да осетиме атмосферата и пулсот кој што го има во моментот кај граѓаните. Расположението е навистина огромно и така да очекуваме дека во многу општини во Македонија, вклучително и градот Скопје, има големи шанси да се заврши работата во првиот круг. Сите општини се интересни, но Скопје сепак е можеби не е најрамноправна борбата заради тоа што ги знаеме резултатите од анкетите, но град Скопје како град Скопје е интересен. Зошто еве токму Орце Ѓорѓиевски треба да биде новиот градоначелник според тебе? Орце Ѓорѓиевски е еден од оние градоначалници за кои што зборував претходно. Значи, навистина посветен на граѓаните и на сето она што значи реализација на програмата. Токму Орце е еден од оние градоначалници кои што ја реализираше целосно својата програма, што ја даде пред 4 години за кисела вода. Не само што ја реализираше, туку реализираше уште една програма, практично што никогаш не беше ветена, но оценувајќи ги
потребите на граѓаните, тој направи многу повеќе од било кој градоначелник до сега на Кисела Вода. И верувам дека таквиот начин на работа ќе биде пресликан и во градот Скопје, бидејќи на Скопје му треба навистина таков човек. И јас верувам дека начинот на кој што Орце во моментот функционира во Кисела Вода ќе биде пресликан во градот Скопје и покрај големиот неред кој што во моментот владее во целиот град, но во и институциите, градските институции кои што ги има под својата надлежност градот Скопје, верувам дека и покрај таквата сериозно нарушена состојба во овие институции, Орце со начинот на кој што работи, бидејќи се познаваме многу долго време, од времето на деновите војнијата на млади сили, капацитетот со кој што располага тој, верувам дека ќе одговори на сите овие предизвици и дека Скопје и скопјани ќе го добијат она место кое што оној достоинствен начин на живот како што треба да има еден главен град, една метропола како Скопје. Ги спомнав претходно двата столба на опозицијската кампања. Првиот беше лажните вести, Европската унија е вториот безсмислениот многу тераат, нели? Третиот столб беа пожарите. За нивна несреќа заврна, па сега не може да се шлепаат на пожарите. Најмногу прашина дигна околу Трубарево и скопските депонии Дрисла и онаа во Вардариште. Пожарите кои што беа апсолутно сомнителни, нели? Начинот на кој што настана, начинот на кој што продолжија да горат и се, многумина се посомневаа со право. Но еве, за Трубарево дигна најмногу джева, иако министер на ДУИ-от претходно ја дал дозволата за нелогично таму да има депонија, но еве се случи тоа што се случи. Околу причините е тоа, но еве ти како директор на Институтот за јавно здравје беше директно мешана во подоцнежниот момент на справувањето со хаваријата. Кои се резултатите, која е вистината за Трубарево, бидејќи многу прашина и многу дефокус ја покрија прашината што ја направи пожарот од Трубарево? Така, видете, оваа тема ниту може да се создаде за еден ден или за еден месец, за една година, ниту пак може да се реши за многу брзо време. Ова е нешто кое што се таложело од минатото и тие тоа го знаат. Ништо не потекнува од сега, нели? Сето тоа мора да потекнува од некаде, но не потекнува од сега. Она што сега е многу дискутабилно. Видовме неколку видеа каде што практично подметнувачите на пожарите се види дека станува дека се од човечки фактор. Видовме неколку видеа дека тоа се случува. Така да тоа не е исклучува можноста и овие работи да бидат подметнати токму од нив во она исто сценарио на лажни вести, лажни сценарија, црна кампања и така натаму. Но тоа е работа за надлежните институции. Јас верувам дека тие ќе направат, ќе си ја сработат работата, ќе видат од каде потекнуваат сите овие работи. Да, факт е дека Скопје треба да биде поинако, да, факт е треба да биде и воздухот и како тема, но не може да биде воздухот тема само кога тие не се во власт. Јас денеска се сеќавам, верувам и вие, верувам и оние што ја следат, што го следат денешниот подкаст, дека се сеќаваат на оние слики каде што Венко Филипче, не знам тогаш Легов и ред други луѓе кои што се и сега на позиција во Социјалдемократскиот сојуз, како се на улиците со маски, како има проблем и одеднашка кога дојдоа на власт, после тие работи што ги правеа, нели, кога беше главен проблем воздух, ги сипнаа маските и 8 години више воздухот не беше ни тема ни проблем. А од друга страна, се уште постоеше таков проблем на моменти дека има проблем со воздухот кој што го диша. Веднаш дури излегува на протест сами против себе, па им текна дека се на вас, па се вратија назад. Ако се сеќаваш, но им текна, да, велите, но знаеме, го памтиме тој период кога воздухот беше тема и тогаш кога не требаше да биде тема, само од одредени нивни лични причини. Така да одеднашка го заборавија, се повторно го враќаат воздухот како тема, така натаму, но тоа е веќе прочитани се во тоа. Не можат ништо повеќе да направат, бидејќи знаеме дека темата постоела и ќе постои. Но, од друга страна, не треба да постои, да дозволиме и понатака да постои туку
сега е, мислам, периодот кога навистина треба да се почне да се работи, ама да се работи системски за решавање на овој проблем, дека целосно ќе биде решен. За кратко време само ќе се лажем. Но се работи, така? Но веќе се работи на темата и се прават сите оние работи кои што требале да се направат години наназад. Не е направено ништо на оваа тема. Јас верувам дека со одредени системски решенија дека ќе почнеме да го подобруваме и овој дел. И сега ќе се вратам конкретно на случајот и што ние како институт преземавме во таа насока. Институтот има повеќе надлежности, меѓу кои и има можности да испитува храна, вода, почва и така натаму, но ние немаме инспекциска служба таму. Тоа го правиме на два начина. Испитуваме храна, вода, почва по национална програма, која што веќе претходно утврдена, годишна национална програма, и ние имаме точно определено што во таа година треба да испитаме, кои води колку пати треба да го испитаме во Охридско, колку пати Вардар и сите оние други работи пропишани во таа национална програма. Ова го објаснувам причина да сме малку појасни. И вториот начин е било кое физичко лице или било која институција, инспекциска служба, да достави до нас налог да испитаме одредени работи кои што можеме да ги испитуваме. Добивме налог од страна на Инспекторатот за животна средина да испитаме вода и почва во засегнатото подрачје и воедно тоа и го направивме. Направивме еден вореден надзор, земавме, узорциравме примероци од повеќе места, од повеќе места на таа локација, нели? И од земјиштето, но и од бунарите, од чишмите кои што се користат во тој дел и така натаму. И истите во најбрз можен рок, по методи кои што се веќе признаени, ги информиравме граѓаните што е она што ние го најдовме како резултат, а воедно институтот го прави и мониторингот за радиација, и тоа е една од протоколарните работи кои што кога при една ваква состојба треба да го направи институтот. Впрочем, ние вршиме мониторинг на радиацијата секојдневно и го имаме најсовремена опрема како институт, практично во реал тајм, во вистинско време, ние без да отидеме да направиме военна контрола, не само на територија на Републиката, туку да и постои некаква радиација многу пошироко во светот, овие системи со кои што располагаме ќе ни го евидентираат тоа. Така да и покрај тоа што немавме некој отстапување во вистинско време на вредностите што би значило некаква појава на радиација, ние пративме специјално обучен тим таму, кој што и на лице место потврди дека нема отстапување во референтните вредности во однос на било каква појава на радиоактивност. И тука исто така информиравме јавноста. Сега да се навратам на оние узорци, тоест примероци што ги земавме за вода и почва, увидовме дека во тогашните земени примероци не постојат некакви драстични отстапувања од оние параметри кои што се веќе пропишани, освен што на едно место, токму на место каде што се гореле литиумските батерии, имаме покачување во делот површинскиот слој од почвата и има присуство на бакар и на цинк, кое што практично експертите кои што работат во институтот велат дека тоа е очекувано, дека на такво место каде што гореле такви литиумски батерии, дека многу очекувано е да се појават вакви отстапки во моментот. И секако ние што тука нема да застанеме, ќе имаме уште една контрола, минимум уште една до 2 контроли. После известно време, доаѓа времето каде што практично после дождовите повторно ќе ја провериме водата и почвата и сето тоа повторно ќе го споделиме со целокупната јавност. Бидејќи тоа би биле протоколите за понатака и за било што друго, повторно треба да добиеме, што кажувам, насока од некоја од надлежните институции, бидејќи ние како институт не располагаме со инспекторат. Дали после година и нешто како прв човек на институтот успеавте да излезете од оној хаос и пустош што го начекавте или се уште има остатоци од минатото? Токму тоа јас го спомнав на почетокот кога зборев во каква состојба беа оставени општините
пред овие 4 години, во таква состојба ги најдовме буквално сите институции. Она што јас таму го видов дури беше неверојатно. Навистина не можев да поверувам дека некој можел да работи, тоест да не работи во интерес на граѓаните, да направи, но од една таква институција, што би требало навистина да биде чувар на јавното здравје и да преднечи во многу препораки во креирање на здравствените политики, да сведе на тоа ниво, како што беше Институтот за јавно здравје. Значи, дојдов во период кога имаше епидемија на голема кашлица, замислете, немаше ни реагенс за самото тоа. Немаше реагенс за 90% од работите. Никој таму не бил заинтересиран за тоа. Институцијата буквално беше оставена со големи долгови. Еве, за споредба, институцијата е најдов имаше 50 милиони динари долг. И испразната собствена сметка околу, на сметката имаше 3-4 милиони динари. Плюс овој 50 милиона долг. За само 7-8-9 месеци, споредбено, само ова ќе го истакнам за да направам споредба, ги успеавме, новиот менеджмент на институцијата, успеавме да го вратиме овој долг и сметката, значи да вратиме 50 милиона долг, и од 3 до 4 милиона кои што беа останати на сметката да направиме 110 милиона. Замислете, само за нецела година. Сега, кога во една таква институција тоа се случувало, замислете што се случувало и во другите институции. Сега, каде ја оделе овие средства претходно? Навистина е голема разликата и ова што го зборувам, го имам во 6-месечните извештаи кои што ги имам доставено до надлежните институции. Навистина се работи за бројки за нешто суштинско во моментот каде што навистина може да се направи голема разлика. Таквиот начин на функционирање го имаат сите оние кои што се ќе бидат и новите градоначалници. Ова не ве предомисли, не ве предомислува, продолжувате како што треба да ја вратите и ја враќате на нозе институцијата, па и меѓу другото и преку партиските активности и држава која што беше, за жал. Искрено, ваквиот начин на нивното разнебитување на институциите и доаѓањето на ВМРО до коалицијата на власт и превземањето на овие институции се нашиот мотив практично да покажеме дека можеме да бидеме различни. Како што спомена и премиерот во едно од неговите обраќања, оваа генерација нема можност да се откаже. Значи, оваа генерација мора да победи. Оваа генерација мора да покаже дека може да биде и поинаку. И тоа во моментов се прави. Благодарам што беше моја гостинка. Ви благодарам на поканата. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте неживи и здрави и секако чувајте се многу.